кино. Напредък. Емисия за филм, поп-култура и колатерални щети. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Very funny. Добре дојден е секој друг што сака да соработува со нас на тој план, додека си работи својата работа. Then someone suggested an orgy. Please come to me. Здраво, здраво! Вие ја слушате емисијата Ново кино напредок. Јас сум Марија, до мене е Саша. Ова е 27-то издание на НКН. Денеска сме среда, 26 септември, или ако ја слушате репризата на НКН, тогаш сме сабота, значи отпред две изданија НКН доби своја реприза на 103-ка во сабота од 22 до полноќ. Се надевам дека слушате минатата емисија и репризата, која беше прилично забавна и весела. Ова вечерва кино, па не би рекол досадна, туку обична и нормална емисија, значи како што може да има кружокот на кино напредок, значи со анализи на филмови и со па да, и септември се покажа како месец богат со многу настани, не само надвор, туку и кај нас има прилично настани од културата, филмот, музиката, па ќе представиме дел од нив. На наша голема среќа. Ново кино напредок. Канал 103. Часот и 18 минути, вие ја слушате емисијата Ново кино напредок. Дојде времето за денешните гости. Тоа се дечките од невладината организација Слободен софтвер. Дамјан, Игор и Миш. Така? Добро дојдовте. Значи, ова невладина организација постои веќе 5 години, како што реков. Да, формирана е негде ова време во 2002, чини октомври. Значи се јубилеј прави. Така, не знам дали ќе слави. Значи, Слободен софтвер Македонија, првичната идеја беше да се занимава со промовирање и рекламирање, речеме, на слободен софтвер во Македонија. Меѓутоа, со тек на времето, некако ја проширивме дејноста, бидејќи на промовирање на слободна култура и отворени стандарди. При тоа се занимавам исто така со авторство, проблемот на авторски права и софтверски патенти. Тоа се све теми за кои што практично никој не се занимава во Македонија. Точно. Да, точно. Единствено нешто за кое што може да слушнете е онаа класична тема како пиратството, не знам, ги уништува вие или ние, што се не. Што да не речем платени текстови во вестници. Што е било суштината во идејата, што е идејата на слободен софтвер, односно на Creative Commons? Добро, сега тоа се ствари две различни, да речеме, движења. Слободен софтвер е практично првото движење во светот, ако видим историски, значи слободен софтвер се појавил негде до 1984 се формализира како некој движење. И од таа постигнал прилично голем успех, да речеме, на техничко ниво, меѓутоа и да се создаде една глобална заедница на луѓе што
го користат и помагаат да се развива тој слободен софтвер. Или тоа станува збор за програми, значи Програми, за да. некои такви работи. Само цели оперативни системи и така натаму. Сега многу малку луѓе знаат, меѓутоа практично паралелно со тоа, со развојот на слободен софтвер се случува и развојот на интернет и практично целиот интернет функционира врз база на некој слободен софтвер. И кога ќе кликнете на некоја веб страна, на било тој целата таа механизам тој за да функционира интернетот, функционира преку некој слободен софтвер. Значи тоа е софтвер со кој што може секој да интервенира и кој што може да се менува без некој да доплаќа или Да. Генерално има некои одредени 4 слободи кои што се дефиниција за тој слободен софтвер, значи слобода да го користите софтверот за било која намена, како што вие сакате, слобода да го проучувате, а сега за да го проучувате тој софтвер предуслов е постоење на достапност за софтверскиот код, потоа тие промени да слободно ги дистрибуирате и слобода да го копирате. Добро, сега Значи, сите тие 4 слободи ви овозможуваат вас, ви даваат нека рамка во која што се дефинира дали софтверот е слободен или не. Постои и GNU општа јавна лиценца која што представува легална форма на сите овие слободи, значи легална форма според законот за авторски права. Тоа е формализирано. Добре се. Практично успехот на слободниот софтвер и во комерцијалниот свет и воопшто предизвика размислување во областа на културната размена, да се редефинираат некои состојби кои што или сваќања за тоа како го разбираме материјалот или оние артворкот, како го разбираме, како го редистрибуираме и како го разбираме авторството и копирањето на музиката, на филмовите, на поезијата, на било што. Тука доаѓаме до Creative Commons, тоа што на некој начин таа успешна приказна на слободниот софтвер се пресликува и започнува тој обид тоа да се преслика во сферата на културната размена. Значи тука е таа конекција помеѓу слободниот софтвер. Многу луѓе што работат на Creative Commons и воопшто не е само Creative Commons, постојат и други форми на слободни лиценци за културата. Добро, ова емисија сепак се занимава претежно за култура. Да, затоа, да. Спомнавте тоа отворена култура, што како кај нас тоа би функционирало? Кај нас би функционирало на ист начин како што би функционирало секаде во светот. Во принцип, слободната култура е, воопшто културата е слободна, меѓутоа постојат некои работи што го ограничуваат користењето на културните материјали. Зборуваме за авторски права. Да, значи зборуваме за фактот дека некои големи корпорации одлучиле копирањето да го ограничуваат, иако претходно тоа не било така. И затоа се формира тоа движење на Creative Commons, за да практично формулира нови правни документи кои што самите артисти ќе може да ги користат за да го ослободат своето творештво. Како вие планирате кај нас да ја промовирате таа отворена култура? Па ние ја промовираме со настани, значи како постојана програма на Слободен софтвер Македонија е програмата Сподели. Тоа е еден проект кој што планираме да трае долго. И во него се случува два главни настани. Едното е Сподели знаење. Тоа е средби во НЕТФ, каде што луѓето што не знаат, прашуваат за нешто што ги интересира за новите технологии. Тие се случуваат кој ден? Тоа е во вторник, значи еден вторник, секој вторник во месецот, или прв вторник, како да е. Значи два пати месечно. Да, два пати месечно, а во другата недела, во точка, се случува Сподели кино, каде што токму доаѓаме до тоа крстопатот помеѓу технологијата, медиумите, културата, политиката, авторските права. Значи, дали тоа ќе бидат некои предавања во точка? Во точка највеќе се занимаваме со пуштање на предавања, видеоклипови, филмови, кои што се поврзани со овие теми. Или пак се, например, филмови кои што се по слободна лиценца или музика и така. И во следните разговорот со дечките од Слободен софтвер, правиме мала пауза, па продолжуваме со младетот.
Канал 103. Ново кино. Напредок. Ние зборуваме за слободен софтвер и отворена култура. Супер идејата ми до пристап до филмови, до музика, меѓутоа што е со артистите и со мојата музика. Точно. Мора да прашаме и тоа. Значи како гледате тоа во иднина, да, сепак први треба да го уништиме митот дека вторите нешто многу заработува. Баш има еден интересен текст од Стив Албини, значи. Веројатно не знам дали знаат слушателите, Стив Албини беше продуцент на Нирвана. Прилично познат продуцент, музичен продуцент. И го знае бизнисот како функционира и он има направена математика дека едно прилично успешно CD продадено во милионски тираж ако се продаде. Например,
издавачката куќа ќе заработи не знам колку илјади долари, додека бендот ќе заработи вкупно $17,000, ако е по 4 член бенд, они ќе заработат, не знам, $5,000 секој. Сума што би ја заработил, помал сума него што би ја заработиле ако вртеле хамбургери у некоја сендвичар. И тоа важи за 99% од бендовите. Единствен исклучок се, не знам, YouTube или Мадона или виж се најголемите звезди. Майкл Джексон. И Майкл Джексон. Може би некој. Значи, најголемите звезди ќе заработат, сите други работат за минорна сума на пари. Целиот кајмакот го взимаат и продуцентските куќи. Значи, тоа е мит првен, дека заради авторски права, сега говориме значи по прашањето за авторски права, дека заработуваат авторите. Од друг аспект, има два интересни примера кај што луѓе не заработуваат од авторски права, туку заработуваат од јавни настапи. И ствари главните пари што ги заработуваат бендовите се тие. Едниот, мислам дека Мишо го знае, Брус Спринстин. Еден од примерот се Брус Спринстин. Дека е најбогатиот музичар само за тоа што е постојано на турне. Што он не заработува продавање на CD-ња, него тоа што е на турне. И с неговото богатство, например, се споредува со богатството на Майкл Джексон, кој што е богат од продавање на CD. Добро, мислам дека Дейвид Боуи има прогнозирано таква иднина на музичката индустрија, така што вие го кажувате истото. Тоа е чиста математика, не е... Точно, меѓутоа тука е YouTube, например, сите тие концерти сега може да се гледаат и на интернет, значи веќе има статистички податоци дека се помалку и помалку луѓе одат на тие концерти. Значи па не баш, не знам, конкретно сега го проектиравме ние пред некој време Беткоп, мислам дека беше на 15 септември за време на Денот за слободен софтвер во Скопје. И во рамките на тој филм снимени се артисти од Бразил и од Јужна Америка. Генерално, значи постои таму едно движење кој што се нарекува техно брега и начинот на кој што тие функционираат е потполно се непознати авторските права. Значи земаат музика, ја ремиксуваат или прават нивна музика и потоа ги делат да ги дистрибуираат CD-њата бесплатно и потикнуваат копирање на нивната музика. Заради тоа што заработуваат од организирање на огромни забави на кои што се пушта конкретно таа музика. Значи за луѓето да веќе ја знаат, за да може да заработат од организирање на забавите. И тоа движење е, мислам, неверојатно распространато. Јас се изненадив кога видов каква култура постои таму. И дека комплетно се непознати концептот на функционирање на копирајт или на авторски права. Што стана збор со филмовите? Па, филмовите се исто така на некој начин успешна приказна има и за нив врзано кога зборуваме за Creative Commons или воопшто за слободни лиценци поврзани со уметноста. Пред се тука се работи за лесната дистрибуција, значи интернет и технологијата денеска ни овозможува многу лесна дистрибуција на тие не само на музика, него и на филмови веќе. И практично постојат низа значи такви кратки филмови кои што се дистрибуираат преку сите тие нови интернет канали, кои што се дистрибуираат по слободна лиценца, меѓутоа стануваат многу популарни и така да повторно се покажува таа или другата страна на идејата дека артистите заработуваат од дистрибуција, повеќе заработуваат од, не знам, промоција, значи тоа таквото лесно ширење на сите тие филмчиња, видеа, клипчиња по интернет, му возможила, например, некоја друга заработувачка, на некоја друга страна, значи популарноста. Значи таков филм е и Star Trek, што проекција беше вчера. Да. Тоа е фински филм, така? Пародија на Star Trek, која што има некоја своја приказна поврзана со начинот на кој што е направен. Па да, воопшто кога го гледате Star Trek, сваќате ствари дека филмот е прилично добро од техничка страна направено. Тоа е нели последното нешто што е добро направено во аматерските филмови, значи техничката страна. И
прилично продуцентите на филмот имаат потрудено и многу години имаат потрошено. 5 години снима, така. Да, меѓутоа тоа што е многу важно за движењето за слободна култура и воопшто за таа идеја за заедница позади уметниците е практично многу огромен број на луѓе кои што умогнале, кои што не биле лично врзани со продукцијата на филмот или со луѓето кои што се во продукцијата на филмот, успеале да им помогнале на најразлични работи. Стар Трек е практично фан филм. Значи филмот фанови на Стар Трек, меѓутоа ние одлучиле да направат нели пародија. Ако филмот, освен тоа што можеше да се види вчера, може да се симне на интернет. Да, слободно, значи на интернет може да се симне. Тоа после тоа можете да го копирате слободно и да го дајете на вашите пријатели. Значи тој се дистрибуира под една од лиценците што го носат логото или Creative Commons. Така да, тоа е таков еден од примерите за слободни филмови. Исто и така има многу интересни воопшто проекти за правење филмови од заедница. Значи целиот тим да има учество во целиот процес на правење на филмови. Таков филм беше, например, Elephant's Dream, тоа е еден 3D филм, 3D анимација, не знам точно, жанровски. Тоа е таков направен филм, значи сценариото беше подготвено од поголем број на луѓе, значи заедницата целосно. Значи целата заедница на дел некоја заедница, определена заедница, пред се на артисти што работат 3D графика. Значи сега како ми доаѓа за 2 недели? Да, за 2 недели, значи во вторник, тоа е, не знам, 9-ти. Сподели знаење, сподели кино, активностите може да се прочитаат на spodelizнаење.blogspot.com. Таму редовно, значи, една недела унапред објавуваме што ќе се случува и каде ќе се случува, и барем неколку пред викенд. Значи сега не знаете уште што ќе биде следно да најавиме. Следно ќе биде Нетав сега овој вторник. Нетав сигурно сме таму од вторник од 8 часа во амфитеатарот. Во точка најверојатно ќе одат кратки филмови за исмејување на пиратството. Значи генерално таа ни е идејата. За исмејување на осудата на пиратството. Исмејување на осудата на пиратството, затоа што има некои толку идиотски реклами. Само сакав да додадам еден дел, ако може, за прашањето за слободна култура и филмови и музика. Едно од работите што ги докаже слободниот софтвер е дека го смени бизнис модел, класичниот бизнис модел на продавање и создавање на софтвер. И тоа почнува да се случува полека со музиката, например. Проблемот со дистрибуирање во интернет е надмин. И вас не ви треба некоја голема куќа што ќе ви ја дистрибуира музика. Проблемот на продукција исто така е надмин, зашто технологијата е секој може да си ја дозволи. Прилично доволно добра технологија за да создаде некој музичко дел. И сега го имаме само прашањето, и сега го имаме оној момент дека класична сцена што е класичниот бизнис модел на големиве куќи више се руши. Се руши од тоа што секој јас и ти можеме да создадеме музика и да им конкурираме на пазар. И тоа полека се случува со музиката веќе случајно тоа, бидејќи имате многу познати диџеи кои што практично цело време работат на ремикси и така натаму. Со филмот веќе почнува да се случува, бидејќи и таа технологија веќе стана достапна. Практично може да се најдете група на истомисленици, ќе се најдете преку интернет, не мора да бидете од ист град, и ќе направите филм. На тој начин значи е направен Стар Трек, на тој начин е направен Elephant's Dream. Добро, значи сега ќе одиме со... Ви благодарам на гостувањето, ќе одиме сега со Звук Брода, тоа се артисти од Хрватска, кои што наши пријатели кои што издаваат музика под слободни лиценци. Генерално прво издава под ГНУ јавната лиценца, а потоа кога ги локализира верзиите на Creative Commons на хрватски, издаваат и под сподели под исти услови и наведи извор лиценцата на Creative Commons.
Novo kino. Napredak. Novo kino.